Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги од ДУИ. Намерно чекав сите овие три амандмани да поминат вашите, затоа што веројатно не знаете и каде се наоѓаат овие села. Прво требаше да знаете, или тој што ви опишал амандманот, дека село Долно Папрадиште воопшто не постои. Постои село Папрадиште, едно е само. Тоа нема Долно Горно, едно е. Село Папрадиште. Патот на вистина е во една катастрофална состојба како последица на непланското работење на македонски шуми во изминатиот период, затоа што порано се знаеа стандарди дека на косина од горна страна на патот се остава шума за да нема ерозија на земјиштето, меѓутоа македонски шуми во изминатиот период толку неплански исекоа ја што викаат таму жителите на Папрадиште ја смакнаа цела планина и токму затоа се оштети патот од водите. Меѓутоа има една многу позитивна работа, тоа што во претходниот мандат овој пат беше ставен во еден од проектите кои што се подпомогнати од унгарскиот кредит и ќе има реализација на тој пат, односно ќе се реконструира. За претходниот амандман кој што се однесуваше на село Долно Врановци, таму воопшто и нема жители. Иако се водат 38 жители, тие живеат во населба Долно Врановци, која што се наоѓа на регионалниот пат Р-131, ако не се лажам, беше, сега напамет зборувам, меѓутоа мислам дека 132, така? Р-132, тоа е населба која што има моментално жители, меѓутоа селото Долно Врановци како село, како поранешно не знам, село воопшто веќе и нема жители, има таму мислам еден или двајца кои што чуваат овци. Иако и овој пат Р-132 беше реконструиран затоа што во изминатиот период 238 милиони денари општина Чашка искористи преку програмите на ЈПДП. И она што и претходниот пат, мислам дека тука и колегата Снопче го бранеше за Чеплес, односно беше предлагач на амандманот. Веројатно, кога е поднесен за прв пат овој амандман, имало потреба да се прави патот, меѓутоа сега нема. Не затоа што е направен, туку затоа што планинарскиот дом Чеплес и целата таа област е во приватна собственост. Значи, веќе не е државна собственост, веќе не е место за рекреација на било кој да му текне и не е некоја собственост, како што знаеме дека се даваше на концесии на планинарски друштва и така натаму, туку е веќе во приватна собственост и сметам дека секој кој што има некаков приватен имот и ако сака пристап да си направи од одреден пат до неговиот имот, сам треба да биде должен и да го направи и да си го одржува тоа. Пак ќе кажам, не станува збор за општествен имот, станува збор за приватен имот и мислам дека апсолутно тука нема никаква потреба, затоа што мораме да утврдиме ние приоритети. Во општина Чашка има уште неколку населени места каде што мислам дека треба да се реконструираат патиштата и што се многу поприоритетни отколку ова е. Например, во Ореше треба да се реконструира патот. Ореш има повеќе од 200 жители. И ако направиме приоритизација на овие проекти, треба да видиме каде на вистина има повеќе потреба. Во селото од кај што е мојот татко, каде што јас имам имот, нема пат. Меѓутоа, не велам дека тој е најитен и најприоритетен да се направи. Знаете зошто? Затоа што има 4 постојани жители. Дајте веќе кога треба некаде да се направи нешто, да видиме каде имаме најмногу жители, каде имаме најмногу движење, каде имаме најмногу потреба од комуникација, таму да ги насочиме средствата, а не кон приватни имоти и кон села кои што имаат еден, двајца или тројца овчари со по 200 овци. Благодарам.